Да се видиме само след... Браво! Ова е само дел од екипата на Energy Band. Се договоривме со Гјоко тие да навиваат тамо од позади камерата. Чао до сите. Знам дека пиете вода заради тоа што весело било вчера. Така, да. Energy Band вчера славеа принова. Сега ќе дознаеме кој, ама прво да представиме. Значи, никој како. Александар Трајковски! Плискај Ивици за него. И никој како Ивица Ѓуровски! Кој правеше микици? Микици правеше нашиот колега Гоце Биневски. Гоце, поздрав. Гоце, поздрав, нека ти е живо и здраво синчето. Трето. Синче трето? Да, баш така. Машала, добро, супер. Да, многу тешка вечер за нас. Добро. Ретко кај што може да уживаме. Претежно ние ги забавуваме другите. Вчера нас не забавува. Кој ве забавуваше вас? Кога треба музичари да викнат некој за да се бавува, кого викаш? Па не ги викнав, јас ги викна Гоце, ама тоа се наши драги, нели, колеги. Цаки од Кисми. Добро. Тунче Савлев од Струмица, еден извореден саксофонист, и Саше Станковски од Кумано, мислам сезерист, клавиатура. Добро. Прекрасна екипа и фала им на прекрасната вечер. Да. Значи само журка. И вие се журкавте, така? Не сум за зборење тука, ми кажа да не зборам. Ивица доста е. Не кажи нешто и после кјути. Па ми рекла, значи вика во лумето ќе оставиш на 20, нема на стутка, пошто цело време зборам ја. Така да сам. Ти збориш, мене па ми рекол Александар најмногу збори. Ајде договорете се кој збори најмногу. На свирки он најмногу збори. Стварно, Ивица? И по дома изгледа најгора. И по дома збориш најмногу. Затоа ми рекла да не зборам многу. До. Инаку да го поправам Александар, кога славиме ние мекици, ние славиме сите. Пошто се многу се радуваме. Значи, Гоце доби син, но ние сите заедно славиме. Многу деца се изродија во нашава група. Колку има деца во групава? Многу. Ѓоко има 4, Гоце 3, 7, колегата 3, јас 2 и колегата Панче. 2, значи 14. Да ти е срам на гости да не викнеш. Само да им фломастери и уметничко дела. Ивица, ги викаш некојаш на гости со сите деца? Затоа направи поголема куќа. Да. Направи поголема куќа и после гостите ја реновираш. Стварно 14 деца, машала. Добро. Уживаме во децата, навистина. Така се погодивме сите колеги, сме дечари многу. Сакаме дечиња. Да. И кога ќе дојде ваква принуда, навистина како на мене да ми се родило. Толку мислам ние сме и приватно се дружиме многу. Да. Така да радоста е голема. Супер. Ајде сега почнуваме од тоа како дојде до приватното дружење, односно како се формира. Не се викаше од секогаш Energy Band, но постои таа скоро истата екипа 25 години. Така Ивица? 25 години ние свириме со Панче заедно. Добро. Гоце подоцна се приклучи. Значи ти и Панче се мислам ние најрано заедно почнаме најрано. Преходно се викаме Шкорпиони се викаме. Шкорпиони. Добро. Ама за ратот кога беше во Македонија не посоветува дека дека е многу ризично да бидете шкорпиони. И го сменивме во енергија, тогаш сме заедно, Петрапе некој измени. Од тогаш не се више специјална единица. Петрапе ја измени, со Ѓоко сме недека 17-18 години, ако не се лажам. Да, отприлика толку. Александар не најмладши. 12. Така да стварно сме многу години. Овој состав сме доста. 12 години сме, значи овој состав последниот. Без измени 12. Така, и кажете ми како, што треба да се погоди за да се погодат сите членови и да биде тоа како семејство? Пријателствуваме се, тоа како иде. Па искрено карактерски сме многу погодени, кога се веселиме заедно се веселиме, кога пиеме заедно пиеме, тоа е ретко сама, кога пиеме. Ја со пиењето. Кога работиме, стварно работиме и сме на секое поле заедно. Се што правиме, заедно го правиме. Во прво да си човек. Од сега сме бирале ние да имаме покрај нас луѓе. Значи да си човек да имаш душа во себе. Значи многу пати имаме некои емотивни случувања на нашите настапи. И сега се погледуваме, сите ни се солзи очите. Значи, сите имаме нека иста душа и емоционално. Затоа и се дружиме. Не може секој да се дружиш, нели? Така е, да. Може ли, Ивица, да ми направиш паралела на некогаш веселбите? Шкорпиони, веселбите и веселбите денеска. Со пушки одеа тогаш. Со пушки, да. Има ли некаква измена? Велат различно е времето, различно е. За кои веселби? Ние свиревме во ресторани, свиревме и свадби на приватни веселби. Еве едното и другото, направи ни паралела. Па зависи са нас, ние сега многу полесно, пошто сме сега повеќе не знаат и почита е поголема и не ни толку... Не ви треба толку да ве дознаваат луѓето. Па не, знаеш како,
викаат во Суахоколо, се гледаат луѓето вистинската мисла на него. Сега кога сме малку попознати, луѓето вредноста ни е нас поголема и внимаваат малце како се однесува со нас, а ние секој се однесуваме најпримерно и дали е со конобар, дали е со некоја страна, дали со гости, било кој обичен гости, ние се однесуваме на високо ниво. И сега после сите овие години, значи Кона, мислам, едноставно ни возвраќа со иста мерка. Почитот е голем. Значи ни е полесно да свириме. Едноставно многу се последно време не се мешаат во репертоарот, оставаат на нас. Да. Пошто во однос на репертоарот се сменја времењата. Се смени така. Ја нешто многу знаеме пати да се насмееме со колегата да си кажеме дека ние сме за на психијатар сите, пошто вика нас ни треба имаме комбо едно и сега баш коментираме со колега, треба психијатар да влезе позади и еден по еден сесија да ни прави. На сесија. Премногу сериозно ги сваќаме работи. Значи кога се работи за настап. Да. Што се случува, мислам, што може да се може да ти извади од такт, на пример, не знам, ако се случи нешто во потекот на вечерта? Кога ќе кажам премногу сериозно, значи идеме на настап, дали е свадба, дали е крштевка, дали е некаде ресторан или некоја дискотека. И сега кога ќе нешто како он-оф се случуваме, почнува настапот и професионално. Да. Ние имаме смешки, народ не гледа, ама целата таа смеа, значи енергија позитивна што ја изнесуваме, значи едноставно е све со граници. Израчунато е све. Значи да не претераш, да не навредиш, све како што треба, али кој ќе сакаш многу да збориш, кој ќе земеш многу информации. Не знаеш кај застанав и што ми беше целта на муабетот. Тоа јас ќе го кажам. Многу информации, дали премногу сум интелигентен, премногу информации и све сакам да кажам. Ајде дека ти собереш мислите, Александар, да ми кажа. Чекам моцата, Александар, ми интересира. Што има вода? Водичка. Ти од вчера си. Твојата приказна околу кларинетот. Па, мојата приказна почува стварно од мали години. Добро. Да. Остави тоа, можеш. Па, никој не ми кажа. Можеш. Имам еден братучет што живее во Америка, ама, нели, почна да свири постаре од мене и почна да свири кларинет. На нашите семени прослави, слави, свиреше тој? Да, свиреше тој. Јас така заљубено го гледав неговото свирење со тоа што изразив желба да почнам да свирам. И така почна мојата приказна со тоа што почнав со приватни часови, па после се запишав во средно музичко школо, па на музичка академија и така, нели. Да. Скала по скала се градиш како еден музичар. Да. Порано беше поинаку или сега уште беше кога ти се запиша во музичко, дека ако си во музичко средно, па и потоа на факултет, не смеш да свириш народно? Баш така ја бев многу пати опоменуван затоа што ние уште трае тоа. Походници знаевме да се собереме кларинетист, саксофонист, нели, другари и да си свириме народно, со тоа што бевме и кај директор односени, кај педагог, кај да. И беше проблем затоа што музичкото сепак се негува класичната музика. Не народната, ама ни прогледува низ прсти, да речем. Не беше толку строго. Да. Знаеш и класика да свириш на кларинет? Да. Знаеше. Ивица вика знаеше, добро. Знаеше, затоа што не сум поодамна не сум вежбал, да речем, класика, но еве сега, например, да треба се потсетам, не е проблем. Нотите и за ден, два, три ќе се врати. Пред Енерджи беше во некоја друга група или да? Пред Енерджи бев во една исто скопска група, сега исто многу популарна, Libero Band. Не многу време, околу 2-3 години од формирањето, па излезе како беше? 3 години, па добив некоја понуда со колегите, нивниот саксофонист замина во странство. И не остави. Не остави? Да, не остави. И му рекол да најде замена и да најде него. Да, јас бев тогаш, да не речем, без брада. 20 години имав. И го викаме на тест проба? На тест проба, на свадба. Чекај, саксофонист, а ти кларинет или? Да, јас свирам и сакси кларинет. А и сакси кларинет, добро. Се што може се дувам проба да свири. Да, покрај кларинетот и саксот можам да напоменам дека не можам да кажам дека сум зурлаџија, но можам да отсвирам неколку народни песни на зурла, покрај зурлата и гајда исто неколку песни, колку нели да испочитуваме традицијата на нашата македонска свадба. Така е, супер. Ивица, и ти каква е твоја приказна?
Со инструменти? Вајде бубљеви почна прво, Не, шо ја почна? почнав играорец да бидам. А, играорец Да. ти беше? Ја бев играорец од мал, значи од Добро. 5-6 години. И уште добро игра. Да. И? Па не, ја нешко На секој земја не кажам, гази. секој човек е роден со талент. Јас сум Да. талентиран за играње, не сум толку за свирење, имам љубовта кон музика, да се преориентирам Не, на со свирење. сериозно сакаш. Не, озбилно. Ова озбилно. е сериозна Значи, приказна. Јас сум повеќе искрено, така збора другите. Добро. Јас сум Значи, повеќе подобро талентиран за секако- играње него за свирење. Аха. Искрено кажам. А зошто Ми не идеше отиде тогаш во некој, не знам, во бев танец, јас, зашто не бев, отиде да значи, бидеш бев во солист само? танец, на тоа време, знаеш како беше, танец беше многу тешко да Затворена се влезе, институција. бара висина, ја не бев толку висок. Така, да. И отидов и така да тој кореографот што беше таму ме виде, мислам се виде за кој станува збор. Играв некоја игра, не ми текна со која и му рече на татко ми нека служи војска, Добро. па дека се врати ќе го пријавиме деме. Така беше. И ја не отидов во војска, почнав кафана да свирам. И заборев и војска, и танец, и се преориентирав. Иде во- некој- Како дојде до свирење? Тоа ме интересира. Како да Од играњето, како мајка ми свирење? преку глава и дојде да лупам по тенџериња со шерпите и татко ми купита рабока. Супер. Да, и почнав на многу, ја дека цел живот играец го знам ритм, многу лесно се преориентирав на инструментите. Многу за недела дена научив тарабока да свирам и ме викна на свирка. Горан од со Пепи како ше дипломатик бенд. Он порано свиреше хармоника и ме викна на свирка и така почнав да свирам и вечерта седнав дома, искрено да кажам, прв ден на тарабока, они ме тера, ја малце, удри, ја мавај. И седам дома, зимно време беше. Татко ми имаше во куќата подно парно и сум седнал доле и се ми дале пари, колку што ми дале. Да. И гледам ја парите ги бројам и сум исплатил тарабуката. Ама еден прст ми беше колку 2 прста. Ми беа споени. И татко ми отоаш дека виде дека јас можам сам да заработам, ме остави. Те остави. Ме остави сам да се заработам. И сам се заработам. да. И затоа го ценам со динарот, затоа ценам се што работам така да. Тоа е убава школа што денеска ретко кој може да Кој научи. може да се така да се приушти и да научи на тој начин. Така. Добро, нема да прашувам за заработувачка, ќе прашам како е кога одите на турнеја. Ве гледам тамо, Ѓоко постира цело време. Сега сме на ова, нели, на овој аеродром, сега сме вамо, сега сме тамо. Па животот музичарски баш и не е така розев како што изгледа од страна кога ги Камуфлажа. гледаш. Камуфлажа. Тука има многу патувања, како што кажавте, многу авиони. Денеска си во, на пример, не знам, Германија во некој град, утре си во Виена, задутре си во Шведска, после во Македонија. Сега наредната недела имаме една таква случка. Добро. Во Виена свириме свирка. Добро. Во саботата летаме исто. Завршува свирката, летаме назад и одиме директно на свадба тука во Скопје. Кога сме кај свадбиве, са Пино ги спомна. Сериозно е ова дека Energy Band, драги гледачи, од другата недела се секој ден на свадба. Да. Не, чекај, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. Да, колега извади го календарот. Таму ми е телефон, не го зема. Да. Лица сериозно. Не е фалба, да, не е зошто? фалба. Ама чекај, маца, може ли секој ден свадба да си има или се ова ново време? Не, имаат свадби затоа што овој летен период, порано, знаете како пак ќе се навратам порано, имаше, се знаеш кога се свири петок, сабота, недела немаше свадба Така, толку. ретко. Уствари не, сабота недела, Сабота, петок немаше недела, свадби. петок немаше, Имаше така. денски свадби. Така. Ние знаеме да свириме по 4 свадби на викенд. И сега се смени работите каде што сите сакаат летен период да прават. Значи и Да не е зима, да не е се скрати ладно, периодот да на не е прање Многу свадби. отидоа во Добро. странство. Си сели Македонија тоа реално Така. и се враќаат во летен Точно период во да летен прават свадба период. и они немаат избор освен да прават секој ден. Да. И сега кога ние ги фатиме таму до доста не засака во Струмица имаме доста свирки и таму се секој ден свадби. Дури ги гледаме на 5 свадби исти гости. Дури знаеме ако некоја облекла исти фустан на 2 свадби. Не облекла исти пуста, Ивица не, Ги си приметува. Ивица се примети. Ги приветувам да знаеш. Па са не може 10 фуста на 10 свадби. 10 пут, па така, Ама ако ќе се приметам. приметам. Ама ќе приметиш ако е во иста. Да не е слична на таа. Не. Добро, 25 години се уште со ова заокружуваме, подиме со овие другиве прашања. Ќе правите концерт? Или се подготвувате, или барем Вака желба? сега, конкретно нема може да биде типичен концерт, нели, како што спомнавме пред емисијава, спремаме нови песни, нов албум. Добро. Со тоа што сакаме да го одбележиме со една концертна промоција, да биде така поубаво одбележано, Да. затоа што сепак 25 години е е многу мала време, работа, не е така. мала работа, би требало да биде во зимскиот период. Во зимскиот период. Да.
Па кога ќе нема свадби? Па малце да, Ако не се јави некоја турнеја, тоа е малку кај нас почи тоа сме со свирки. Тоа ни работа, сега и са слободниот период го користиме за вакви работи, за снимање. Да. И Ѓоко и затоа не Ѓоко требаше да биде на снимање, да. Ама сега не ни снима. Сега е болен. Поздрав за Ѓоко. А кажете ми, кога ќе најдете време да снимате песни? И кој е задолжен за тоа? Кој подготвува песни? Минатиот пат кога дојде Ѓоко, слушнав дека неговиот син нешто. Точно. Песните се подготвуваат кај Ѓоко. Ѓоко има своја студија. Да, син му е одличен продуцент. Михаил Јович, една одлична македонска, да речем, надеж. Да. Младо дете што има многу голем талент за работа и многу волја. Ѓоко како фабрика за музика. Така. Све се произведува таму. Текстови, музика, аранжман, ој пее, тој пее. Слободното време, иначе го користиме вака преку недела, преку ден, например. Кога не сме собирате, за да може да правиме состаноци околу песни, па пробуваме, знаеме една песна по 3 пати да ја менуваме, така да. Добро. А како гласате, кој победува, како се победува? Да, треба се најде заеднички јазик. Сега немаме сите исти вкусови, нели, за музика. Се менуваат работите во, мора да се смени нешто. Да, ама гледаме најдоброто решение да го одбереме. Да. Секој со своји аргументи, така ли? Така е, така. Не го слушаат, а не? Мене како најстар не го слушаат. Добро, ајде одиме сега со вакви прашања. Вика вака. Математика, физика? Не. Која е особината која не можете да поднесете кај себе? Лесно тешко. Вага хороскоп. Вага си хороскоп? Тоа ти е најлошото? Од една страна е добро, а од друга страна ми е се мора под конец да биде. Све мора, ако ме сакаш, ако те сакам, мора да ме сакаш исто. Ама како што... Како се мери сакање во бибица? Се мери, знам некако. Се мери? Комплицирано. Знаеш, ако ја сакаш својата ќерка, така? И сакаш ти она да те сака. Ама она како што расте, она забора да ти покажува дека те сака. Точно. И тоа, например, мене ми смета. Ама Ти како што идат годиниве, одлучив дека не треба да ги пробувам да не ги ставам, затоа што да, не можеш. Не се сите исто. Не може сите исто да сакаат, така да тоа мене лично многу ми смета што сум таков, ама тако сум роден што да правам. И кога работам нешто дома, мора да биде под вагаш, што викаат, под масар вага. А добро, вагаш и пријателство или не? Како? Вагаш и во пријателство или не? Да? Се мора под да биде? Па, тоа што го кажа промоција. Ја многу почнав така, за вакви релации дома, да речеме, и за пријатели, многу почнав, значи да ги ставам на вага. На кантар, да. Јас сакам да кажам паметно вага, не стана кажам кантар. Зашо кантар исто така стар архаичен збор нашиво? Критикуваат многу стари изрази некад употребувам. Ако нема врска, тие се убави. Пробав да ставам на кантар, како што да кажам, али гледам дека тоа, како што кажам, не може секој исто да ме сака како што сакам јас. И за да имам пријатели морам да малку да олабувам кантора, да го одвагава. Да. Готово. Александар, што немаш да поднесеш кај себе? Да, прецизноста и точноста. Јас мислам дека и ти си девица па. Девица. Прецизен и точен. Дури мислам дека ако требало во, не знам, ќе карикирам за во 5 часот да бидеме кај тебе. Добро. Тука е 15 до 5. Ако треба во 5 сат кај мене, он доаѓа 20 до 5 и се лориме пи кафе. Да. А ја тога се туширам. Да. Тоа ми смета најмногу. Затоа што сега сум ја тој, нели, што... Не, навистина, многу е точен за така работи. Принцип, кој ќе рече, тогаш толку се... Кога патувате, кој вози? Се менувате? Што правите? Сите возиме. Сите помалку? Сите помалку, да. Делите? Да. Делите обврски, делите убаво и не убаво? Така. Зависи кога е одморен. Да. Мора да се менуваат работите. Кој е најодморен, тој вози. Така. Јас секој станов. Ти се спие? Не, добро. Да. Во кои прилики лажете? Многу добре си погодија прашања. Прашањава? Чекај, ти прекажа. Во кои прилики? Многу прилики. Многу прилики. Уни избежни. Кога бевме помлади, свираме во Бимекс, едно ресторанче, Угро го држеше тогаш. Добро. И оттамо пешки идевме на кај центар и сретна ТВ екипа и ме праша мене, дали лажи? Млади бевме, колегата Панче беше со мене, дали лажите? Не бе, викам, не лажем. И Панче таму,
Не лажи ме. И му се лутев многу време. Сега на овие години ќе сватиш дека стварно сите лажат. Да. Некојаш лажеш за убаво, некојаш лажеш за добро. Бела лага она. Па да, за да сите ги лажеме, тато што е ова, па ти го надолж. Да. Мораш нешто да скриеш, мораш нешто. Се има оние патолошки лажгалци што си верал сам на лагата, тие се стварно многу лажи, да. Страшна категорија тоа. Александар? Па, како што кажа колегата, некогаш мора да излезеш. Мислам, да, нели, како што кажавте, бела лага, нели, зависи од ситуацијата, за да некогаш и за добро да биде, нели, можеш малце да ја смениш приказната, да речем. Па ние кога бевме млади ја лажевшо сега. Од кај си од Билимбегова? Добро, после 2-3 успешни корпи попиени, од кај си од Тобако 2? Ама навистина пора кога бевме млади, мислам генерацијски сме тука, кога бевме помлади, стварно беше многу и посветувавме на девојките многу внимание. Ги третираме како принцези, им посветуваш внимание да ги шармираш, да ги освоиш. Нас се ми беше паметното женска како да фатиш. Сега моментално овие нови генерации е другачие, да им пратиш порача. Затоа и керките си ги размазуваме како принцези. Така бевме воспитани. Да ставиш па на синте остајал, па не знам шо, па ова, она, па срца, па... Инако Тобако 2 беше. И од кисела вода едно време. Каде би сакале да живеете, следното прашање? Ајде сте виделе баги места. Јас не беме многу држава. Не. Да бидам искрен, сме имале прилика да видиме многу од Европа, многу од Австралија, од многу убави градови, од убави места. Исто и Америка можам да ја спомнам како една стварно убава земја. Но реално не би си го менувал местото на живење. Добро. Тука ми е најубаво. Тука ми е убаво. Лица? Зависи, има сега двосмислено прашањето. Ако мора да се преселам, не мора. Ако сакаш. Дали сакаш? Добро, ние тука нас убаво живееме. Инаку ако мора да се преселам, би се преселил во Швајцарија. Во Швајцарија? Али не во градовите, во тие селата. Во селата? Многу. Еднаш кога бевме, не знам во кој град, се качиме на планина, се спуштивме, како се спуштавме, имаше можеби 30 водопади од планината се гледа, а у подножјето доле села. Селата како да се цртани на разгледници. И тие кравите што беа крави, пасено, средено све, не ми јасно, значи колку добро насредено, колку преубаво. Кој тоа средува, не јасно. Да, преубаво, како некој да го нацртал и да го ставил платно. Да. Екранно. И после платното викаш дај да видам што има позади. Тоа ми останало усеќавање и таму би се преселил. Каков талент би сакале да имате, ако немате? Надвор од музика вас зборувам сега. Не знам нешто, не знам. Талент? Да, не знам. Знам да готвам, не знам, или не знам да готвам, а би сакал да знам, или не знам да направам ништо по дома, а би сакал да знам. Можам за себе да си кажам дека сакам да имам талент, јас сум малце по неспретен да речем во мајсторските работи. Добро. Сакам да имам некој талент или нели? Ништо не знаеш, ама баш ни сијалица да. Сијалица знам, ама основни работи. До сијалица. Да. Добро. Сакам да имам така повеќе умешност да ги работам тие. Каде за мајстор? Така, тој талент би си го за себе. Све знам да работам. Све знаеш? Талент кој сакаш сега, за работа знаеме дека. За мајсторлок ме бива. Се учам да ти кажам право. Да. Ама гледам дека ме бива. И Ѓоко е исто да го повторам. Да. И оне, да. И зашо те бива? Праша сам куќа са, кажи ми? Не, тама. Добро, прашувам од кај да... Научи да зидам. Научи да зидаш? Мора да ја споменеме кога сме кај куќа, куќарката за неговата куќа. Ајде. Ја правев за време на короната месец и пол. Секој се барим с доста. Убава куќарка нема удржава. Да, дај сликажи ти све, па дај почни да правиш куќарки за куќа, няма ни прави по месец дена. Да ти кажам, ми дојде идеја кога беше короната, кога немаме што да свирим, ми дојде идеја. Јас земав материјал, немав што да правам, а си земав кутре и ми кажа дека докторката дека синчето ми е алергично на домашни мелинчиња и ми рече дај го. Како да го дадам? И господине, па ти како родител си ти? Бре, жено, викам, докторке, 6 месеца го чувам, заедно спиеме со тоа кутре, не можам да го дам, го сакам кутрето. Мораш да го дадеш. Не, викам, ти го изнесам надвор. И го изнесам надвор, и ама му направи стварно, ама полека. Секој ден со музика, дека ние живееме нели куќа и така да за време на короната беа сите затворени, ние си бевме по дворовите. Така. И си правевме што сакаме. И си ја направив куќарка, да ти кажам. Лази си. А и Ѓоко да ви кажам дека е доста спретен од тие за него. Он е бербер, он знае да шиша. На турнеите он шиша. Да. На турнеите он шиша. Главен стилист. Да, верувајте, добро шиша. Му фаќа кликерот и него завијалат работа. Следниот пат ќе види убаво. Само да не треба никого да шиша. Чекаме се. Да. Доста вие се со талентива, чекате, имаме време. Смисли ли? Ивица ти смисли кој да биде Александар, така? Ај, леле Ивица. Добро. Повели Ивица.
Да ги на очерчињата таму тие ништо што не се гледа, да еден пат. Александар, биди фин. Ова види, како ќе ми стои ова на вчерас. Ете така. Додека пишува, Да напишам? пиши. Не гледа Александар, пошто не се гледа ништо. Добро. Добро, покажи кон... Ај, покажи, па вајде ке... Срекниот добитник е. Срекниот добитник. Добро, супер. Стави го вака се за да не види. Добро. Извади наочарите, Александар. Да. Готово. Земи ги наочарите тие, другите ти. Ајде. Увели. Скока на една нога. Ето го. Да не се отиде, да не скрине, да не го напуштате студиото. Не. Смисли? Нешто мислам, да. Ајде, мисли брзо. Мисли побрзо. Ти заврши мислијата. Не. Славно ништо не се гледа. Ништо не се гледа, ти викам. Добро. Опасни сте. Сврти вака. Добро. Ајде. Добро. Извади ги наочарите. Добро. Да. Добро ти сте. Ова ни покажавме, добро, ама ќе го видат. Чекај малце само. Стави ги може наочарите. дали е тука ова? Да исклучиме само за да не гледаат. Абе, ке се свртам вака, што е? Ама не е. Са интересно да биде. Да. Добро. Чаки. Сега ќе. Ајде малце промо, додека се вратиме назад. Продолжуваме натаму, да, напишани се, не видоа, значи таман сме, никој како Александар и Ивица од Energy Band. И одиме со ред, чекај само каде биш. Ова ти му го напишан, Ивица, така беше? Повели. Добро ти сте. Пар. Добро. Ајде. Сега ќе ме тера деца во дома да си играм на ова. Па нормално, затоа и се смислени овие игри, Ивица. Кога имаш време, значи сите треба да играме нешто. Ајде, свртете се еден кон друг и сега што идејава на емисијата. Значи, името што ти е овде, што не го знаеш, така, поставуваш прашања машко, а он треба да ти одговара само со да и не. Ете тоа е. Добро. Пејач, Не. политичар, Не. стендап, Не. женско, Не. Имаш уште да кажуваш освен овие што ги наброја. Нешто не кажа. човек е, бе. Човек е, Личност. Човек. Човек, да. Да, бе, човек. Кај го смисли за политичар не е. Не. Пејач не е. Не. Глумец. 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 Игор Џамбазов. Не. Не. Странски актер? Не. Наш? Наш. Глумец. Петар Павличко, бе. Не. Сашко Коцев? Не. Колку пати смеам да Не, погодам? прашам што некое прашање. Не знам колку години има од прилика средна колку генерација. има? 35-6. 36. 8, 9. Добро. Ајде помогни му малце. Александар. Тино Јатана, со е Тино. Не. Не знам. Многу тешко прашање. Сплетот наш. Дојчин. Дојчин. Владо Дојчиновски. Српска наша. Добро. Наш голем другар. Јас заборив дека има брага како мене. Да, добро беше. Наш голем другар. Да. И пријател и соработник, да се Ама го не му поздравим. тикна. Па не му текна Не. сега. Така, да. Ајде се јас може? Може. Машко. Машко. Македонски глумец. Македонски глумец. Да речеме глумец. Стендап. Стендап. Сашка Коцев. Не. Тино. Не. Прашај друго, ајде. Може да си многу? Стендап. А не е стендап, туку е комедија. нешто што беше многу познато. Да. И сега, знаеш дека ма се настави дилема. Ајде. Некоја серија нешто што глумам? Епа. Да. Талјат. Не. Не. Кој беше се? Од Преспа? Не, брzo. Емисија ова беше. Нели е добро? Добро е, топа. Преспа не, емисија. Он ги знае сите, само да ти Да. кажам. Сите ми се ги знае. Емисија. К15. К15, ама кој од К15? Миле Паник. Миле Паника! Цар. Знаеш да го изимитираш нешто? Па, поча.
А ги знаем. Пази, хумор Кажи му е што добро. шо? Сиди се чапаташ. Добре. Ги знае сите скечи ги Добро, знае. ти биле прашав да не паника, знаеш, ти добро. Владичиновски да го имитираш. Добро, готово. Сега Ладно, малку Дечиновски музика. глумчиште како да го имитирам. Да. Малку музика, чекай да му сте колку имаме? Да. Имаме време. Имаме време. Си го земам тарабук, не? Да свириме една македонска народна песна. Ајде, не сум македонска чукал тарабука, кој се говори. Ке пееш малце, ама немаше да свириш да Ке ми пееш. помогнеш? Што ќе пееш? Македонско девојче. Дали Сакаш може? да ме слушаш? Помилената песна на Нас Керка. ни треба помош. А на сите По-добро не. гледачи намалете го волумето на Да, вашите да, примици. само слушајте не вака божемски не слушате. Ајде. Ајде. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, Чекай, не го дар подарена. Дали има Ивица. на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, неке се роди поубаво девојче од Македонче. Кога песна Запее, славена пее, кога оро заигра, срце разигра. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, браво, неќе се роди. Опа! Поубаво девојче од Македонче. И неќе се роди поубаво девојче од Македонче. Ма, браво! Милената песна на керката моја. На кирката? Така, спиеш ни Да. верно од Ѓоко Јович. Се викаше песна. Како беше тоа? Солистички албум да се направи. Да, како беше Стиви тоа? бе, кај да Па е кога нова Ѓоко песна не е имаме, тука, дует. нема кој да пее, мораме и ние. Така беше? Да, пак ќе напоменеме, ние не сме Така нели, е. пеачи, ова е чисто нели, за За да емисијата, за забавуваме, забава, така е, да. Пази, секој знае да пее. Добро. Ама некој подобро, некој полош. Така е, Сега така е. ние немаме храброст која е Ѓоко се раз да пееме, навистина. И кога не е со нас, ние не Он пее убива, така. Што ќе пееме ние? Ја ако кажам некој збор, кој пее? Кој пее? Одма ќе приме дека не е он. Дека не е Ѓоко, а? Така. Да. А кажи ми, колку жени или девојки или се одважуваат, да речеме, кога кларинет или саксофон е во прашање, па да ги заменат мажите, па да уживаат, како што знаат мажите да уживаат покрај? Па искрено во последно време работата е многу смената. Жените знаат повеќе да уживаат. Да. Добро. Особено ако се парите кај нив. Парите е ако уште се кај подобро. нив, да, и ако се женско друштво. Пари ни сега се кај нив. Секогаш се кај нив парите. Да, Само да, не се да. свесни или се свесни? Свесни се. Свесни, Така са? начина, да. Добро. Многу ви благодарам. Мислам дека супер си поминавме и јас супер си Прекрасно. поминав. Чекајте, таман имаме време. Не знаат да пеат само народно, туку знаат и забавно, сака ни покажат како. Ај. Да. Ајде. Земи го од твојот Energy Band, инструмент. ама не знам дали ќе ги најдете ако Имаме ви ние треба големи за конги, нешто. ама немаше место кола. Ова е од тему. Се гледаме Ми ние се утре. смали машина за перење. Ај сега, ма немојте само минутка, тирајте, ама како. Да. Забава до безсвест. Ајде да видиме. Чао, се гледаме утре.
дојде не петок, јас сум ваш масон, а петок живо пиле нема в град, сегде тапа Джонсон. Прибидејќи цел град е кај мене дома, јас правам жур, бур, певајм бурум, забава луда до максимум, ајде. Ако дојде многу снег, дали ке не собере, е такви ме сакаме. Браво! И знај ке дојдеме, а многу снег, дали те се вратиме. И заедно. Идеме. Секој ден, ео, цела ноќ, ео, луѓе жган, джез, забава до безвез. Секој ден, ео, цела ноќ, камермани, Ео, Западни се приклучено. забава до безвез. Браво.